како и сите граѓани на Република Македонија, еве денес имаме особена чест да го оствариме нашето право и да гласаме за председател на државата. Особено денес се поклопува со еден убав наш христијански православен празник и му дава уште еден посебен белег на овој изборен циклус. Јас се надевам дека како и претходно граѓаните на Радовиш ќе покажат демократијата на дело. Впрочем, и она што се случуваше во изминатите неколку часа од почнувањето на изборниот процес, кажува дека гласањето во сите избирачки места на територијата на општина Радовиш се одвива во најмирна, најдемократска атмосфера. Јас сум убеден дека така ќе биде и до крајот на денот. Со еден збор и денес во Радовиш ќе победи демократијата. Само што го остваривме своето граѓанско право заедно со сопругот, гласавме, го дадовме гласот за оној за кој што ние самите одлучивме дека е најдобар и дека најдобро може да не представува. Граѓаните денес на општина Радовиш одлучуваат. Јас верувам дека ќе донесат правилна одлука и ќе му ја дадат довербата на оној на кој што најмногу му веруваат, оној кој што стои зад националните интереси на државата, оној кој што најправилно и најдемократски може да ги застапува секаде ширум светот. Верувам дека довербата ќе му ја дадат на човекот кој што е веќе проверен, човекот кој што зад себе има резултати и човекот кој што нуди конкретни решенија за сите проблеми кои што ја тиштат Република Македонија. Гледам дека гласањето се одвива во една фер и демократска атмосфера. Граѓаните масовно излегуваат и очекуваме вечерва да имаме и добри резултати. Сметате ли дека претседателските кандидати и партиите кои што стојат зад нив водеа фер и демократска кампања? По моје лично убедување, мислам дека во одредени моменти не беше фер кампањата, имаше напади, имаше омаловажувања, имаше навреди, што не доликува на една личност која што е кандидат за иден претседател на државата. Од друга страна можам да потврдам дека имавме од друга страна пак и личност која што водеше една фер кампања, никого не омаловажуваше, никого не навредуваше, личност која е стабилна, честна, така да две спротивставени мислења и водење на кампањи. Па добро, денес е ден со кој што можеме да забележиме дека Македонија веќе зрела демократија. Впрочем, самата атмосфера дека во најдемократски мирен амбиент се одвива денешното гласање е доказ за тоа. И општина Радовиш е една од општините во Македонија која во минатото никогаш немала никакви проблеми за денот на гласањето. Со тоа како доаѓаат секои наредни нови избори, секогаш имаме подобар и поубав, поквалитетен изборен циклус. Сигурен сум дека и денес ќе биде така. Од тоа што сега во моментот можеме да го забележиме, интересно што и одзивот во овој момент е на високо ниво и очекуваната излезеност, очекуваните проценти сигурно и на денешниот ден на оваа гласини ќе бидат како што е за Радовиш и случај во неколку наврати наназад. И убеден сум дека на крајот на денот народот ќе изрази својата волја и се разбира ќе го избереме тоа што народот го сака и е најдоброто за Македонија во случајот. Остварите ли вашето право? Да, сега само што излегов од гласачко место и јас го остварив моето граѓанско право за гарантирано сустав на Република Македонија.